Изградбата на новиот главен град на Индонезија, Нусантара, влезе во втората фаза, фокусирана на домување, изградба на болници, училишта, комерцијални објекти. Deloitte Group, хотелска компанија со седиште во Шенжен, Кина, е првиот странски инвеститор вклучен во овој огромен проект. Уверени сме дека Ибу Кота Нусантара ќе одигра важна улога во позиционирањето на Индонезија како водечка нација во светот. Ибу Кота Нусантара, или главниот град Нусантара, е идниот град на индонезискиот остров Борнео. Новата престолнина ќе ја замени Џакарта, која се бори со пренаселеност, сериозна ерозија на земјиштето и често се опишува како град во светот кој најбрзо тоне. Меѓу домородните племиња кои живеат во џунглите кои стануваат нов главен град, постои одреден оптимизам за иднината и многу загриженост. Некои припадници на племињата Пасер и Балик се надеваат дека новиот главен град ќе отвори можности. Новиот главен град може да има позитивно влијание во смисла на подобрување на економијата на околната заедница. Но не сите жители очекуваат да имаат корист од проектот. Жителот од Сепаку Насрун се соочува со изгледи да го загуби својот дом. Во март му беше дадена наредба за иселување бидејќи неговата куќа стои на патот на новата патарина што води до Нусантара. Ни беше побарано да се иселиме, ни беше забрането да изградиме зграда, дури ни беше даден рок од една недела да ја расклопиме нашата куќа и да се преселиме. Насрун и другите ја одбија наредбата и покрај понудите за компензација. Застапниците велат дека околу 200 семејства од племињата Балик и Пасер се соочуваат со слични наредби. Многу домородни семејства велат дека се населиле во овие области многу пред да бидат објавени плановите за изградба. Деде Вахјудиди е од група која ги застапува домородните заедници. Со мерките и политиките од владата тоа ќе доведе до елиминација и раселување на локалните домородни заедници. Федералните и локални власти меѓусебно се обвинуваат за наредбите за иселување. Локалната влада на Пенаџам, Пасер Утара, вели дека разгледува неколку начини да им помогне или да ги обештети жителите. Првата опција е компензација со пари, потоа компензација со земјиште, па преселување, но исто така треба да видиме дали овие алтернативи се изводливи за владата да ги спроведе и дали жителите се подготвени. Иако се надева дека нема да се пресели, Насрун вели дека се уште го поддржува развојот на новиот главен град на Индонезија.